Овие 4,5 години патував често низ земјата и постојано зборував со луѓето. Не можам да кажам дека сум видела се, но можам да кажам дека сум видела многу. И пред секој човек со кого се среќавам низ глава ми поминува прашањето: дали направивме доволно? Дали на некој начин нашите дела го допреа неговиот живот? Длабоко навлеговме во реформите, за кои искрено веруваме дека ќе ја променат Македонија во една вистинска, модерна европска држава. И верувам дека после нови 4 години упорна работа, со темпо како и досега, луѓето на вистина ќе се чувствуваат безбедни и конечно сите ќе прифатат дека пред законите сме еднакви и никој нема да биде поеднаков од другите. Ако за периодот на Бранко Црвенковски беше карактеристика случаите да остануваат нерешени, како атентатот на Глигоров, исчезнатиот кокаин, околу 80 неразчистени убиства, денеска ситуацијата е сосема поинаква. Околу 90% од случаите во една година се решени. Се реагира бргу, се превземаат широки акции за сузбивање на корупцијата и тоа без да се гледа кој е од која партија и дали е нечи син или брат. Тоа тежнење за правдата го чувствувам во секој разговор. Без разлика на тоа дали се работи за македонци, срби, роми, турци, власи или албанци. Затоа знам дека ќе го продолжиме патот заедно, без запирање. Да, реформите ќе победат. Во тоа воопшто не се сомневам. Гордана Јанкуловска, изборна единица 2. Гласај за број 5. Реформите ќе победат.